Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување шанса за сите за 2019 година е со најголем буџет досега, а зголемен и опфатот на лицата за околу 2000 корисници повеќе во однос на лани. Надлежните очекуваат дека шанса за сите ќе постигне целта, односно ќе се отворат нови работни места и ќе се зголеми вработливоста. За реализација на годишниот оперативен план проектирани се 1,1 милиарда денари, а се очекува да бидат опфатени најмалку 8500 лица во периодот од неполни 2 месеца, како што информира од Агенцијата за вработување. Исполнет е предвидениот опфат на лица кои аплицирале за учество во мерките што водат до директно вработување, односно заснување на работен однос. За програмата самовработување во моментов се почнати обуките на 2076 лица, од кои околу 800 се млади на возраст до 29 години. Најмалку 1070 лица се очекува да се самовработат во првата половина од годинава. Позитивните резултати се очекуваат и од мерката субвенционирање, каде во фаза на подпишување се договорите со кои во текот на следната недела ќе бидат вработени 1000 лица. Од нив 50% се млади до 29 години. Во тек е и подпишувањето на договорите за мерката вработување и раст на правни субјекти за вработување за нови 500 лица. Годинава зголемен е и опфатот на 1625 лица во програмата практиканство, што значи Агенцијата за вработување е највисок опфат на оваа програма досега. Подпишувањето на договорите за оваа мерка се очекува да почне веќе од следната недела. Посебен акцент е ставен на преквалификација и доквалификација за невработените лица, така што планирано е со разни обуки да бидат опфатени 4740 лица. Од Агенцијата за вработување посочуваат дека младите имаат голем интерес за преквалификација, а за обуките за побарувани занимавања аплицира 1300 лица, од кои 500 се млади до 29 години. Наскоро се очекува да бидат отворени обуките кои се посебно активни за млади лица, како што се оние за стекнување на дигиталните вештини.